Да се виде со кавадарчани, но и со другите граѓани од Република Македонија кои што го посетија кавадарци. Исклучително многу проекти од локалната инфраструктура можевме да забележиме во денешната прошетка низ градот дека се реализираат. Кавадарци навистина доживува на локално ниво еден огромен инвестициски, но и градежен бум. Така треба да продолжи, градоначалникот одлично си врши работата. Гледам и денеска организацијата дека е прекрасна. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци и другите граѓани денеска добивме информација дека очекуваат илјадници луѓе да се придружат на денешната манифестација, која што, како што разбрав, ќе кулминира во доцните вечерни часови. Посебен ден за кавадарчани, посебен ден за овој дел од Република Македонија. Се надевам дека ќе заврши како што и започна успешно, се разбере, но не можам да не ги изоставам оние сведочења од страна на граѓаните на Кавадарци кои што се разбира со голема резигнација се изразуваат за политиките кои што ги води владата на СДСМ и Зоран Заев. Гледаме дека ветуваа многу работи, но за жал не можеме да видиме ништо од тие ветувања на дело. Помина година и пол од како владата на СДСМ и Зоран Заев се во Република Македонија. Гледаме дека ниту 1 километар автопат не успеа да изградат. Гледаме дека сите оние проекти кои што беа успешно започнати и требаше до сега да завршат, не успеваат да ги завршат, напротив ги одолжуваат. Сето она што беше ветувано за гарантиран откуп на земјоделците, и во овој регион можеме тоа да го забележиме со судна мака се завршува како така, а не како што беше ветувано дека ќе имаме загарантирана цена, дека ќе имаме загарантиран откуп. Така што имаме една масовна депресија, една масовна стагнација на сите пори во општеството, но од друга страна можеме да видиме една исклучително скапа пропагандна машинерија која што врши класичен напад на менталниот склоп на сите граѓани во Република Македонија. Се обидува граѓаните да ги убеди во нешто во што и самите за жал не веруваат, бидејќи доколку верува, они ќе знаеат дека се тоа немаше да им биде потребно. Една чудна слика се случува, можам најблаго да се изразам, во Република Македонија. Од една страна имаме најнеспособната влада во поновата историја на Република Македонија, од друга страна имаме најскапо платената пропагандна машинерија која што некога зачекорила во медиумскиот простор во Република Македонија. Граѓаните се паметни, граѓаните знаат да оценат. Мислам дека сето ова ќе биде залудно потрошени средства на граѓаните на Република Македонија, наместо истите да беа потрошени во насока на тоа да биде подобрен квалитетот на живот на граѓаните на Република Македонија. Но ете, ајде да ја заборавиме на момент политиката денеска и да се посветиме на овој прекрасен ден на Тиквешкиот Гроздобер и да уживаме во оваа денесна прекрасна манифестација. Што се однесува за референдумското изјаснување што ќе се случува на 30 септември, генерално не отстапува Кавадарци од онаа слика која што ја имаме и низ Македонија. Имаме една помала група, една најмала група на граѓани кои што ќе излезат на референдумот и ќе гласаат за. Исто така имаме група на кавадарчани кои што се дочеа дека немаат намера ни по никаква цена да излезат на референдумот и да гласаат, било да биде тоа за или против, но имаме исто така една група на луѓе кои што во принцип се негативно настроени кон договорот, негативистички, односно свесни се за светните последици кои што ќе произлезат од договорот, но се уште не се изјаснуваат дали би излегле или не би излегле. Генерално превладува слика на траур, слика која што ги опфаќа кавадарчани како и сите граѓани во Република Македонија. Не се задоволни од капитулантскиот договор кој што владата на СДСМ го потпиша за нашиот јужен сосед. Свесни се за последиците кои што во иднина и предизвиците кои што во иднина очекуваат Република Македонија. Многу пати во минатото сме говореле, овој договор представува уште една дополнителна алатка за нашиот јужен сосед да ја блокира Македонија во незините интеграции во Европската унија. Граѓаните затоа велам се паметни, знаат да расудуваат и се надевам дека на 30 септември ќе донесат одлука која што ќе соодветствува на принципот една личност, една одлука.